Во владината коалиција има усогласеност за закон за правична застапеност, само треба да се најде начин како ќе се води евиденцијата, која етничка група колку е застапена во администрацијата, вели првиот вице-премиер Изет Меджити, исто како другите партнери во владата, и тој стои на ставот дека балансерот беше предмет на злоупотреба последниве години, па ново законско решение би ги надминало недостатоците на оваа алатка. Последните години, не беше во функција, туку имаше контраефект, бидејќи имаше многу случаеви каде при вработување, иако што балансерот ќе кажеше дека во оваа институција на овој конкурс треба да се вработи албанец, турчин, македонец, луѓето за да стекнат да се вработат се изјаснува лажно. Тоа значи дека ако треба да се вработи македонец, да, ќе се вработи македонец, но најквалитетниот. Ако треба да се вработи албанец, да, но најквалитетниот. Во моментов сите вработувања по етнички клуч се стопирани бидејќи Уставниот суд ја замрзна оваа алатка, додека не се произнесе со конечен став дали балансерот се коси со Уставот. Претходно министерот за администрација Минчев рече дека засега не се размислува за законско решение, бидејќи се чека одлуката на судот. Доколку би имало нов закон за правична застапеност, прво мора да се синхронизира меѓу коалициските партнери, па потоа да биде доставен во собранието. Премиерот Мицкоски уште за време на предизборната кампања најави укинување на балансерот бидејќи Европската унија имаше многу замерки за ваквите вработувања. Експертите често пати алармираат дека балансерот е уникатна алатка која постои само и само во Македонија. Таа е спротивна на голем број закони, акти, конвенции во рамки на Европската унија и нејзините институции.